Топлите чаеви се пијат и преку лето. Топлото време не е пречка за граѓаните да го конзумираат овој пијалок кој несомнено делува благотворно на организмот. Чајот го опушта телото, дава енергија и ги намалува уморот и поспаноста, па затоа е одличен избор дури и за жешките летни денови. Со зголеменото внесување на течности се прочистува телото од отвори кои се наталожиле во текот на годината, велат лекарите. Благотворното дејство на чаевите помага во справувањето со многу проблеми. Чаевите од липа, невен, камилица и нане се најпогодни за конзумирање во текот на летниот период, затоа што го зацврстуваат имунитетот, го намалуваат потењето на телото, го обезбедуваат организмот со потребните количини на вода и му помагаат да се спротистави на влијанието на горештините. Па може да кажам за сега мајчната душица, кантриона жолт, после нането се многу троши оно, невено исто, жалфијата, пилино го многу, зимат за желуднико, прочистување. После камилицата и она е многу добра. Црвењо кантрион го е погоден. Исто до него и ајдучката трева исто убава е многу и неја ја многу конзумират. После до него истото и чубриката ја зимат многу. Босилко, валеријаната и мајче душица за имунитетот тоа е најнешто погодно и најубаво. Бозело на мене е многу за омекнување на градите. Божиот дух, здравето и оно го зимат доста и он е погоден за човечкото здравје. И преку лето чајот се продава како алва на градскиот пазар и овој четврток граѓаните купуваат најразлични видови чаеви. Па купуват, многу сум задоволна. Кој е зимал па се враќа. За оние кои не можат да се замислат себе си со чаша топол чај во рака преку лето, додека надвор владеат прекумерни температури, билкарите препорачуваат приготвување на ладен чај. Откако ќе се подготви чајот, доволно е во чашата да ставите неколку коцки мраз. Исто така, како засладувач препорачуваат да се користи мед, а не шеќер.